Џамија или културно-историски споменик? Ова е дилемата која во последниот период се провлекува меѓу жителите на Штип, иако мал е бројот на луѓе кои пред камера сакаат отворено да говорат на таа тема. Јашар Реџеп, кој со своите 80 години воедно и најстариот жител на Штип и голем исламски верник, пред камерата на 24 објаснува дека од вкупно 16 џамии колку што има Штип, сега имаат само една позната како Катен Ана џамија во која ги извршуваат своите верски обреди, иако на пат е да се обнови уште една позната под името Усамедин Паша џамија. Реџеп ја познава историјата на Штип и вели дека често го контактираат исламските професори во Штипското исламско училиште. Според него, жителите на Штип од исламска вероисповед кои заминале од државата сега сакаат да инвестираат со цел да се обнови оваа џамија, која своевремено била и црква позната под името Свети Илија. Тие луѓе што са отидени од Штип, тие у Турска са, они сакаат да помагат да направат џамијата, зашто они имат пари и за тоа сакаат да пратат пари да направат џамијата. Што викам, вај град, цел град е турски град. Само Ново село и Саро тамо тие има малку македонци, има штипјани, а имаме турци повише. Што викам, вај град има 16 џамии и тие џамии се тука центаро беше, се џамиите. И сега остана само вај и доле Катен Ана џамија. Треба да правиме, бидејќи имаме баги муслимани тука и само една џамија не ни собираат. Од општина Штип вела дека се уште немаат конкретно изграден став, но станува збор за земјиште кој сега се наоѓа во сопственост на МПЦ, бидејќи тука била црквата Свети Илија. Според градоначалникот на Штип Зоран Алексов, најдобро би било да се зачува оваа градба како културно-историски споменик. Тука има проблем кој што се провлекува со години, кој што не е решен. Јас не би сакал како градоначалник на сите жители во Штип да заземам став околу ова прашање. Мислам дека она што има историска вредност треба да се чува. Меѓутоа историчарите и други нека одлучуваат кој и како треба да се решава проблемот. Инаку во дворот на овој објект се наоѓаат и гробовите на турците кои дале свој придонес во издигнувањето на џамијата. Дали оваа градба ќе заврши како културно-историски споменик, црква или можеби џамија, времето ќе покаже.